почитувани представници на медиумите, добар ден. Се наоѓаме на улицата Прокоп Пчински. Овде интервенираме со канализациона мрежа, значи одводна канализација, ќе интервенираме и со водоводна мрежа и се разбира со асфалтирање, односно преасфалтирање на коловозот. Овде во ова наше градско подрачје има навистина проблеми во делот на инфраструктурата, затоа што ова е стара населба и навистина дел од улиците се можеби улици кои што самите мештани што се ги правеле куќите поставувале асфалт и поставувале канализација онака како што можеле, колку што им дозволувале условите. Меѓутоа, работиме по стандарди. Значи сега што ми ја завршиме оваа канализациона мрежа, ќе ја продолжиме на долниот дел, бидејќи таму има мал пречник кој што не може да ги опфати практично сите потреби на горниот дел од населбата, затоа што таа кога е направена била со еден капацитет, а потоа нели како се граделе повеќе куќи, едноставно тој капацитет на таа одводна мрежа не може да ги прифати сите потреби на граѓаните. Значи долниот дел уште еден крак ќе го продолжиме и практично ќе заокружиме еден цел дел во овој дел од нашата општина, ќе ги преасфалтираме и улиците. Практично сакаме да имаме една чиста населба која што е перспективно неколку децении ќе нема потреба од интервенции. Во таа смисла сакам да ви кажам дека оваа интервенција денеска е од околу над 1.200.000 денари. Водоводната мрежа би била некаде околу 600 и уште околу 2,5 милиони со преасфалтирање, поставување на сето она што значи тампонирање над подземната инфраструктура и поставување на асфалт. Значи како што гледате, иако можеби временските услови се такви и не можеме да кажеме дека започнува новата градежна сезона, но како што знаете, секогаш сме кажале во моментите кога временските услови тоа ни го дозволуваат, ние и понатаму интервенираме во простор. Ова е само една од оние над 100 улици што им ги ветивме на граѓаните, која што влегува веќе малку и пред време, можеби, интервенираме во процесот на средување на инфраструктурата на нашата општина. Така што мислам дека перспективно како ќе се подобруваат временските услови, онаму каде што ги имаме завршено сите административни обврски, каде што имаме изнајдено финансиски средства во нашиот буџет и каде што сите законски постапки се завршени со тендери, со договори, едноставно продолжуваме со работа и мислам дека не треба да направиме никаков прекин на континуитетот. Именно тоа им го ветивме на граѓаните, ние сме континуитетот и ќе ги продолжиме и ќе ги работиме сите започнати проекти и се разбира ќе ги завршиме сите проекти кои што ги најавуваме.